15.000 нови работни места генерира владата и бизнес заедницата во Македонија оваа година. Невработеноста, согласно последните податоци на Државниот завод за статистика, е намалена за 3,6%, објави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Државниот завод за статистика пред некој ден излезе со информација дека на годишно ниво е намален за 3, односно за во апсолутна бројка нешто над 6% бројот на невработени, или во номинална вредност 3,6% е намалена невработеноста споредена со минатата година. Бројот на вработени достигнува 710.000 ближи, што значи дека ова влада успеа да креира повеќе од 15-16.000 нови работни места. И покрај, како што оцени Мицкоски, огромните предизвици зачинити со кризата во заливот, македонската економија бележи позитивен тренд на раст. Ценам дека македонската економија се движи кон состојба на консолидирање. Се разбира, предизвиците нема да се опрат, тие ќе продолжат, но ние се обидуваме да ги антиципираме и преку антиципирање да наоѓаме решенија за тие предизвици. Колку е државата посилна, толку и бизнисот повеќе вреди, толку и имотот повеќе вреди. Колку е бизнисот посилен, толку станува државата посилна. Затоа е многу важно да имаме ликвиден бизнис, економија, таа економија да си ги врши навремено обврските кон државата и кон буџетот, а се разбира со тие обврски и со солиден и ликвиден буџет, ние ќе можеме да имаме повеќе капитални инвестиции. Оваа состојба иницира зголемен интерес за вложување од страна на странските инвеститори во Македонија, зашто премиерот изрази задоволство. Задоволен сум од фактот што е двоцифрен растот на процент на оние компании кои што се задоволни од бизнис климата и дека се подготвени да ја прошират својата инвестиција во земјата. Се разбира дека ќе имаме предизвици, но ние како влада тука сме, мотивирани сме и сакаме да ги решаваме тие предизвици, како што тоа го правиме многу пати во минатото, така и во иднина ќе се бориме за секоја инвестиција, за секое евро вложено во земјата, затоа што цениме дека со секој евро вложено во земјата, со секој денар вложен во земјата, ние ќе имаме побогата и постабилна земја, а тоа значи дека и имотот на нашите граѓани и бизнисите на бизнисмените повеќе ќе вредат. Ова меѓу другото беше изнесено по денешната работна средба на премиерот со представниците на странските инвеститори во земјата.